Ако за некој град може да се каже дека е запоставен во изминативе 4 години, тоа секако е Прилеп. Дали градот може да го врати стариот сјај? Разговараме со кандидатот за градоначалник на Прилеп Борче Јовчевски. Господин Јовчевски, добре дојдовте во студиото на Република. Добре ден, најдов, благодарам на поканата. Кажете ми прво, што ве натера да се кандидирате за градоначалник на Прилеп? Па мотивацијата за мојата кандидатура во градот Прилеп потекнува од работното место. Секојдневниот контакт со пациентите, нивната искреност, не само во дијагностицирањето и прегледите, туку од каде потекнуваат и нивните причини за да се јават кај мене мали или големи повреди, сигурно ја откриле нивната искреност дека многу нешта недостасуваат во нашиот град или пак се изместени од колосек, што ви рекле, затоа што веќе тротоарите и сообраќајниците не наликуваат на она што беа од пред 4, 5 или повеќе години. Голем дел од самата мотивација за кандидатура исто така ја стекнав сигурноста и со секојдневното посетување на чаршијата, средбите со граѓаните како во градот, така и во населените места, каде што собрав премногу информации кои што нив и тоа како им сметаат. Јас во сето тоа разгледување на нивните проблеми се пронајдов како можен менаџер, бидејќи и последните 2 години од мојата професија е во мојата приватна ординација по ортопедија, така да самата работа лично јас ја менаџирам, а зошто не и би се пронашол во менаџирањето на локалната самоуправа. Ги спомнавте проблемите на Прилеп. Кои се главните проблеми на градот? Па, повеќе се проблеми, али главно би ги издвоил прво што му пречи на граѓанинот во Прилеп е комуналната хигиена. Лево и десно од улиците секаде постојат отворени контейнери со извадено ѓубриште, кое што е извор како на зараза, така и вртилиште на бездомните скитници, кучиња и мачки. Потоа, нешто што исто така му пречи на граѓанинот од Прилеп, тоа е недостатокот на спортски објекти, недостатокот од градинки, недостатокот на средена инфраструктура, издадени дозволи за изградба и се она што во локалната самоуправа на еден потенцијално брачно семејство би му оствариле еден скромен семеен дом. Што прво би се зафатиле кога ќе добиете довербата од прилипчани? Како за почеток, она што најпрво боди очи, тоа е комуналната хигиена. Отворените контейнери можат и можеме да ги замениме со подземни контейнери, каде што и видикот би се подобрил, а исто така и самата чистота би дошла на завидно ниво. Би изградиле повеќе пешачки зони, велосипедски патеки, исто така голем рак рана на чаршијата, на старата прилепска позната чаршија, е недостатокот од паркинг места. Со изградбата на булеварот и тоа како се оневозможи паркирањето на возилата во не мора непосредна близина, него сепак има голем недостаток на паркинг места. Значи во нашата програма и во мојата замисла е решавање на тој витален проблем. Така, јас неодамна бев во Прилеп и истото го забележав дека со реновирањето на булеварот улицата никако како да е стеснета, се создава поголема гужва, граѓаните не можат од страните да паркираат. Од друга страна, паркинг места има само кај старата автобуска страница и кај пазарот. Како ќе се реагира на тоа поле? Па планирани се 2 до 3 локации на монтажни паркинг гаражи, кој што понатаму ќе стопанисува јавното предпријатие за паркинг. Така. А како ја оценувате работата на досегашниот градоначалник? Досегашниот градоначалник, кој што ми е мил колега, двајцата потекнуваме од ортопедското одделение од општата болница во Прилеп. Како стручњак немам никаква забелешка, стварно е перфектен професионалец, примариус доктор Јовановски, но тоа
во границите на здравствената заштита. А додека како менаџер на неговиот тим, мислам дека постојат многу аномалии кои што и тоа како создаваат незадоволство како во самата градска средина, така и во руралните места околу градот. Така, споменавте дека вие сте доктор, сегашниот градоначалник е доктор. Станува ли градоначалничката функција примамлива за докторите? Не би рекол баш дека е тоа основна причина. Примамливоста на титулата татко на градот до израз може да дојдат само желбите, способноста и визијата на кандидатот за градоначалник, доколку потекнува од редовите на докторската професија. Она што го кажав на почетокот, мене што би ме натерало и да застанам зад градот, тоа е одбирање на професионален тим со експерти кои што ќе најдат решение за секој досега постоечки проблем во градот. Прилеп изобилува. До пред 4 години постоја индустријски зони кои што привлекоја странски инвеститори, но со невозможноста да постои бизнес френдс сертификат, кој што како пилот општини во 4 градови, мислам, до пред неколку години издействуваа такви сертификати. Прилеп и Битола во Пелагонискиот регион се уште се борат за таква потврда, која што ќе им гарантира сигурност во квалитетот, услугите и подготовките на локалната самоуправа, што би му го овозможила на секој иден бизнисмен кој што сака да вложи во нашата општина. Така, за подобрување на бизнес климата важна е инфраструктурата. Ќе се залагате ли кај централната власт за реновирање на патот Прилеп-Битола? Не само Прилеп-Битола, сигурно кога би доаѓале со автомобил од Скопје за Прилеп, и самиот тек од Плетвар до Прилеп, знаете во каква состојба е, и покрај тоа што локалната самоуправа со централната власт беа заедно, се уште се заедно, не најдоа време во овие 4 години да го изградат, да го реконструираат, да го обноват. Прво, тоа не е само Плетвар, тоа е зафат кој што и самите знаете од Дреново до Прилеп, а потоа од Прилеп до Битола. Значително подобрена мрежа, сообраќајна структура, не му треба само на влезовите, туку и за обиколници, бидејќи и централното градско подрачје има проблем со тешките товарни возила кои што врват ни самиот центар на Прилеп. Така, Прилеп е еден од ретките градови што има јавен превоз. Значи, ќе одите ли кон подобрување на услугите за граѓаните, воведување на некои нови линии, можеби? Сигурно. Во нашата програма ќе внесиме и сигурно ќе извршиме збогатување на бројот на возила од помали размери, значи минибуси, кои што ќе допрат до секоја помала уличка, а да не речем и до секој населено место во околината на Прилеп. Така, Прилеп е препознатив бренд на градот, до пред некоја година беше Пивофестот. Ќе го вратите ли Пивофестот доколку дојдете на власт? Не само Пивофестот, голем број од манифестациите кои што традиционално се одвиваја во Прилеп, во последните неколку години беа запоставени, посебно претходната година во време на корона криза. И конкретно за Пивофестот, пошто ме прашавте, сигурно би се заложиле за обновување и за продолжување на таа долгогодишна традиција. Зошто сегашната која што привлекува, се разбира, илјадници туристи, каде што секој сектор би го нашол бенефитот од посетеноста на соседни општини, туристи или странски гости. Така, зошто сегашната власт го запре Пивофестот? Ајде, пред 2 години беше корона кризата, но оваа година имаше услови да се одржи, бидејќи многу слични фестивали низ Балканот се одржаа. Искрен да бидам, не знам, не ја познавам конкретно причината, но како иден градоначалник би се заложил на вистина да си го најде местото тој фестивал на пивото.
Така, господин Ѓурчевски, ги спомнавте младите и спортските содржини. Ќе биде ли реновиран стадионот во скоро време во Прилеп? Тој се прави во соработка и со Фудбалската федерација на Македонија, но сепак знаеме во каква состојба беше. Сега гледам дека работите се помрднати, но сепак е далеко од готово. Повеќе години беа работите стопирани со образложение дека нема добра статика на рефлектори, веројатно и дел од трибината, но она што е започнато, јас како иден градоначелник ќе се потрудам максимално изгледот на градскиот стадион, грбот, да речам, на Прилепска победа со сета своја убавина и навивачи да го добие истиот сјај како до пред неколку години. Така да се вратат времињата од 90-тите години кога стадионот беше полни, кога гостуваа големи екипи. И гостински екипи меѓународни. Така, господин Ѓурчевски, ви благодарам за разговорот, ви посакувам Прилеп да го врати стариот сјај и да не биде познат само по тутунот. Благодарам, ќе ви убедам во тоа. Така, и многу среќа во изборната кампања. Благодарам.